И меѓународните и украинските судови ги истражуваат војните злосторства извршени од Русија по инвазијата на Украина во февруари минатата година. Сега, украинските власти ја повикуваат меѓународната заедница да создаде трибунал кој ќе ја истражи и гони Русија за кривично дело агресија. Главниот обвинител на Украина Андрей Костин вели дека тоа е неопходен чекор. Украина повикува на формирање на адхок специјален трибунал за кривично дело, агресија, како неизведлив и наефикасен пат за одговорност. Костин вели дека останува на меѓународната заедница да ја повика Русија на одговорност, бидејќи судскиот систем на Украина не може да преземе правни мерки против лидери на друга земја. Вклучувањето на Обединетите нации е проблематично, зашто Русија е постојана членка на Советот за безбедност и може да стави вето на секој обид да се покрене постапка. Стејт департментот разгледува различни формати за потенцијално креирање меѓународен трибунал и исто така сугерира создавање привремено обвинителство. Ке се состанат украинските обвинители со други интердисциплинарни и меѓународни експерти за да започнат со собирање на информации, кои би се користеле за да се подигне гонењето за кривично дело агресија. Клинт Вилјамсон е поранешен амбасадор на САД за истражување војни злосторства и е дел од меѓународниот тим за помош на Украина во гонењето на војните злосторства. Тој ја нагласува важноста да се има канцеларија во Хаг. Мислам дека како што напредуваат овие дискусии, како што разгледуваат други опции, една од нив за која се зборуваше создавање на привремено обвинителство што ќе го отвори патот за конечно формирање на трибунал. Исто така, оваа година претседателот Бајден го потпиша Законот за правда за жртвите на војни злосторства, со кој се овозможува гонење на наводни руски војни злосторници во САД. Според првичниот статут, ние можевме да гониме за воени злосторства само ако жртвата или сторителот е американски државјанин. Тоа значеше дека руските воени злосторства против украинските цивили, жени, деца, заробеници, ниту еден од нив не може да се гони пред американските судови. За сега, правдата полека се движи, особено на меѓународната сцена, и официјални лица велат дека може да поминат години пред да се суди на наводни воени злосторници.